затоа што некои работи може ќе одат побрзо, за да може секогаш да се навраќаме на нив. Како што можете да забележите, сега ќе зборуваме за една нова алатка, која што морам да напомнам и открив при крајот на онлайн наставата. И жалам што толку касно ја открив, имајќи предвид дека толку време работев, барав нешто, кое што ќе ги направи часовите поинтересни. И оваа алатка всушност представува математичко игралиште. Таа нуди бесплатни курсеви, алатки и манипулативи. Знаеме колку се добри и потребни манипулативите по математика. Велиме дека наставата по математика не бара всушност Бог знае колкави ресурси, а манипулативи никогаш доста. Со помош на овие манипулативи ќе го направиме процесот на учење, односно ќе се обидиме да го направиме процесот на учење поинтерактивен, односно подобар од било кога. Наместо класично како цели, моја задача денес ќе се обида да ја подкрене или да ја загрее љубопитноста и креативноста што постои кај секој од нас. Ќе се обидам да го поттикнам решавањето на проблеми и критичкото размислување, која што всушност представува една од најважните цели што треба да ги развиеме кај нашите ученици, дури од најмала возраст. Исто така, овој вебинар ќе биде и помош при откривање на големата моќ и неочекуваната убавина на математиката. Ќе видите дека од колку едноставни работи може да произлезат толку големи бурни дискусии со помош на учениците. На почетокот да напомнам дека презентацијата која што ќе ја следиме во првиот дел ќе се однесува на представување на можностите што ги нуди самата Матигон апликација, а потоа и практично ќе ви биде прикажано како тоа може да се направи. Оваа почетна страна, да гледате, сега ќе се обидам во четот да го испратам линкот за да можете слободно да следите, за да отворите оваа почетна страна и вие, додека следите тоа што го кажувам, да може да се обидувате да го правите. Всушност, забележувате, тоа е почетниот слайд од мојата презентација каде што напомнам. Математичкото игралиште, кој што денес ќе се обидиме да го презентираме пред сите, започнува со оваа почетна страна. И при тоа да напомнам, на почетокот од овој вебинар, ваша задача ќе биде да се логирате како ученици. Значи, ако некој сега забрза, кога ќе се обидете да се регистрирате, регистрирајте се како ученици. Ама најдобро да ги исследите овие 15 минути на почетокот, за да видите што всушност ќе работиме, а потоа ќе имаме време како тој практично да го направиме. Значи, сега продолжуваме со делот, кој ќе појдете во десниот горен агол на matigon.org, страницата што испратив во чет, ќе имате три опции. Првата опција е да се регистрирате, втората опција да креирате нова сметка, да ја смените бојата, да ја смените во позадината и да го промените јазикот, за кој што ќе зборуваме нешто покасно. Че вие сега, бидејќи ретко кој од нашите колеги присутни има собствена сметка, можеме да избериме делот за да креираме сметка. И при тоа, кога во делот за креирање на нова сметка, ќе ве пречекаат нови 3 полиња, во кој што може да креирате сметка како ученик, и тоа е тоа што ќе го правиме сега. Можеме да креираме сметка како наставник, а можеме и како родител. Значи, напомнувам, ќе креираме сметка како ученик и при тоа за потребите на овој вебинар, креирана е специјална училница во која што сите денес ќе бидете вие ученици, исто како што вашите ученици ќе бидат кога вие тоа ќе го работите во вашите училници. Значи, за да креирате ученик, се што треба да знаете неговото раѓање, датум, месец, ден и година и овој код, кој ќе го видите нешто покасно, sign up with class code, каде што ќе го прикажете, ќе го внесите кодот од ученикот. Ако изберите да внесите наставник, да креирате сметка како наставник, можете со Google, можете директно со вашите Microsoft Schools акаунти или со личен имейл или лозинг. Че напомнувам, не креираме сега teacher акаунт, сметка за наставник, затоа што сметката со ученик многу едноставно ќе ја претвориме да биде сметка за наставник. Че уште еднаш повторувам, сега ќе креираме сметки за ученик.
Тоа е родителот, значи може да се креираат и сметки од родители, за кои што ќе ги контролираат работата на учениците, ќе имаат увид што нивните ученици направиле. Кога креираме нова сметка, овој делот, што вие веќе можете да го направите. Сега ќе се обидам јас да ја копирам овој клас кодот, односно да ги запишам буквите ACB7, за да веќе можете да ги ставате. Ова се кодовите од мојата училница, каде што ќе треба да се приклучите. Ќе го пишувам сега во четот ACB7 XAB5. Значи, ова ќе го напишите во делот, во овој кога ќе креирате како ученик. Откако ќе го внесите, ова јас ја креирав мојата ќерка како ученик во оделението, за да пробувам кога се подготвував. Значи, го пишувате датумот на раѓање, кодот од училницата, која што треба вие да ја напишете, и десно избирате Microsoft, тоа во црно што е. Ето што сите имаме таква сметка. Ако сте веќе логирани на Microsoft, веднаш ќе треба да ја добиете наредното поле. Ако веќе сте логирани, ќе го добиете името, ако не сте, ќе го напишите корисничкото име, потоа ќе ја напишите и лозинката и ќе добиете поле со кое што треба да прифатите со синото accept десно долу. И ќе го добиете почетното поле на ученикот. И ова е почетното поле на ученикот. Забележувате десно, кај што пишува teacher and parents, значи наставници и родители, долу можеме да додадеме уште еден клас код и ученикот Михела во случајот може да биде и ученик во друго оделение, например кај наставникот по биологија, во повисоките оделенија. Сега, кога сме веќе кај профилот кај ученик, од десната страна забележувате имаме контролна табла за ученикот, подесување за сметката и делот за промена на јазик и за одјавување. Ова ќе ги израдува многу од нашите корисници, затоа што во делот за промена за јазик го забележувате и го има хрватскиот јазик и морам да напомнам дека се што ќе видите ќе биде преведено на хрватски јазик, што е, морам да речем, многу олеснителна околност и ќе ја надмине бариерата што постои со јазикот. Можеме да избериме од која земја за да си го подесиме. Ја има Македонија, значи ни северна, ни Фиром, директно Македонија. И сега, на овој начин, ако ја избериме опцијата Account Setting, како што покажува на сликата, вие многу лесно, забележувате, ева сега од ученик друг, можете да ја промените сметката во сметка за наставник. Затоа ве молам, не преправајте сега сметка за наставник, затоа што ако ја креирате како наставник, кој ќе појдете во Account Settings, ќе треба да се вратите како ученик, затоа што како наставник не можете да видите член во оделение, пошто ни треба за потребите на овој вебинар. Значи, одиме во таблата за ученикот и еве сега, ова е всушност постапка која што ни прикажува ако ученикот е веќе најавен, а не е член во некое оделение, тогаш со кликнување на Add New Class Code, вие всушност самиот ученик автоматски го додавате во вашето оделение. Го пишувате овој клас код, тој истиот што го ставив во чет, и со кликнување на Join се логирате. Сега на овој начин, уште еднаш напоменувам дека во секое време можете да премините во друг вид на сметка, како наставник или како родител. Значи сега сте логирани во случајот како ученик, Петри Петриски, а ако кликнам на промена на сметката, сега ќе се најавам јас како ученик, како наставник и ова ќе ми е новото поле. Кој ќе се најавам како наставник, имам основен, самата апликација го креира, да основно оделение, имаме клас код, кој што покасно може да го сменим. Ако сакате, може да си креирате ваше собствено оделение, на тоа начин што ќе кликнете Create New Class, и го пишите името на оделението и го добивате вашето оделение, десно горе во аголот го добивате клас код, значи кодот за вашето оделение, кој што треба да му го испратите на учениците. И од десната страна имаме три опции, за кои што ќе зборуваме покасно за сите, особено многу е важна втората, која што ќе зборуваме нешто покасно, која ќе го покажуваме практичното. Таа е втората, за ова е полипат командната табла, а ова е таблата за множење, зборуваме нешто покасно за тоа. И сега ова е мојата командна табла како наставник. Забележувате, јас имам креирано 5 оделенија, од кои 2 се од работилници, една ми од дополнителна со моите двајца ученици, Жаклина, која што работам, моето оделение 8, каде што моментално нема никој
каде што ги спремам материјалите и за потребите од вебинарот. Ова е креирано, кој го креира презентацијата, има само еден ученик, но после ќе видиме практично како тоа се направи. Откако ќе дојдете во ова, може да се креирате деление или да го отворите било кој од деленијата. Ќе зборуваме после практично за тоа. Сега ова е оделението специјално креирано за овој вебинар и како единствен ученик е мојата ќерка што ја додава во ова оделение. И горе десно гледате кодот уште еднаш за оделението кој што ќе ни треба. Овој код ви ќе можете да го приклучите за да се приклучите на во оделението за потребите на овој вебинар. Мрежата за множење, ќе зборуваме нешто покасно, е цела наука, затоа што особено во пониските оделенија ми се чини дека таблиците множење почнуваат од второ, трето оделение, завршуваат до петто оделение. Постепено, сега имаме проблеми, некој различно го сваќа тоа затоа што да правим до 5, па после се зголемува до 7 и многу касно се учат високите таблици 9, 8 и 9, што всушност се и најтешки таблици. И тука ќе ви објаснам дека всушност самата апликација води прекрасна статистика, ќе ви објаснам практично после како тоа изгледа и како може учениците секој ден вежбајќи на оваа апликација можат многу лесно да ја научат таблицата. И сами да имаат увид за кои броеви, кои таблици всушност му представуваат проблем. Еве сега во продолжение до крајот на овој почетен дел, каде што представува само вовед во нешто ќе го работиме, ќе прикажам неколку различни изработки на активности и задачи, кои што покасно можеме да ги практично покажеме. Ова загадка на денот, во која всушност се состои, имате календар, горе се месеците, а долу се деновите до 31. Задачата ваша или на учениците ќе биде да ги поставите сите форми што се дадени внатре во календарот, така што единствено поле што ќе остане отворено да биде бело, да биде денешниот датум и денешниот месец. Значи денес треба да биде 11 април, да бидат и 11 и април единствени бели полиња, се друго да биде покриено. Еве друга многу интересна активност, во која што имаме различни форми и една форма од звезда составена од триаголници со броеви до 48. Горе имаме различни 4 и 3 7 спинери и одреден број на триаголници. Се вртат спинерите сите одеднаш, ќе ви покажам како тоа се прави, и се забележуваат овие се веќе свртени. Например, првиот спинер покажува 5. Тоа значи дека првиот триаголник треба да биде подставен на петката. Значи првиот триаголник треба да биде поставен на петката. Потоа имаме 39. Сега треба да биде вториот триаголник поставен на 39-ката. Третиот спинер покажува 28, значи третиот триаголник треба да биде поставен на 28. И така натаму за сите. А потоа треба звездата да биде потполнета со останатите форми целосно, комплетно. При тоа може да ги ротирате, да ги превртувате, односно било што да му правите на секој од формите, но не смеете да излезете надвор од звездата. Ова всушност представува таблица за множење, во која што е сликовито представено како може да се помножи 23 по 25. Всушност тоа што го гледате е решението на задачата и ќе објасниме како ова се прави со помош на посебна алатка, Question Builder се вика. И ова се по линијата што всушност учениците кога ќе му ја зададете како задача треба самите да ги пополнат. Че вие како наставник при креирањето на задачата, овие полиња ги поставувате на соодветното место и ги одговарате. Кога ga спремате задачата, учениците ќе видите покасно, треба сами да внесат број. Ќе зборуваме нешто покасно и за тоа. Еве друга активност во која за помалите оделенија, задачата е да се додадат соодветен број на плочки, броеви, карти, било што на секој од овие ваги за да се направат во рамнотежа. Односно, учениците треба да знаат дека двете ваги се во рамнотежа ако бројот на квадратчиња, односно бројната состојба лево е иста со бројната состојба десно. Ќе зборуваме за слична активност која што ќе ви ја поделам за време на работилницата.
Еве имаме всушност и геометриски конструкции, како една од барањата мои, додека беше онлайн наставата, како на учениците да му доловам конструкција. Кога јас работев претходните 2 години во онлайн настава за конструкција, немаше ова опција во Матигон и морам да напомнам дека во последните 8 месеци преку 40 нови измени има, односно можам да речем на секој 5 дена има нов додаток за подобрување на можностите на самата апликација. И на крајот, вака изгледа таблицата за множење, се вика Multiplication by Heart, во која што учениците добиваат секој ден, забележувате денот кога јас сум го креирал, има 15 прашања што ученикот треба да ги одговори. Сега, во првото поле има 15. Сега, во зависност од тоа како ученикот ќе ги одговара прашањата, односно ако одредени таблици ги погреши, тоа значи дека нивното повторување ќе биде многу побрзо. Ако, например, оваа таблица ја помножи точно 4 по 2, тоа значи низиното повторување ќе биде на подолг временски период. На тој начин самиот софтвер си врши проверка на ученикот за трајноста и квалитетот на знаењето. Сега со тоа ја завршив првиот дел воведен, гледам дека Јасмина има кренато рака, пред да продолжам, да видам што е. Повели Јасмина, може да го приклучиш микрофонот ако е нешто прашање. Ако не, ќе продолжиме со практичниот дел на сето ова. Ова беше онака како брзо поминување на најголем дел од опциите, а сега ќе поминеме на практично прикажување на ова што сега го видовте. Повели? Јас сега ќе го копирам, не може, значи, јас сега ќе го копирам во чет кодот од овој состанок. Не, можно е ако сега веќе бидејќи на апликацијата Матигон мора да може да се вклучат, затоа што сега ќе ја покажам практично тоа, а можно да не може да се вклучат во оделението, затоа што ако сега пробале сите 250 да се вклучат, од истин 225 веќе тука, и оделението можно по дефолт да не може да прими 225. Јас ќе креирам сега поголем број на оделенија и ќе ги поделам да работите во 2 оделенија за да видиме дали тоа е проблема, затоа што сега учиме, затоа што никогаш го немам проверено ова со толкав број на ученици. Ајде сега да видиме практично сето тоа, како изгледа. Ова беше презентацијата. Еве сега ќе се обидам практично да ви прикажам еве како сето тоа би изгледало. Всушност, ова е сега почетното поле, сега уште еден прозорец ќе ви прикажам тука. Значи, апликацијата, а страната е matigon.org. Значи, на оваа апликација, единствено што ви треба е всушност да имате интернет. Не треба никакво инсталирање на вашиот компјутер, но доколку сакате, можете, јас мислам дека може, ќе пак прикажам, на Google Play, ќе прикажам ако од компјутер е на мобилен, побарајте ја, Matigon апликацијата, Што? Да не грешам нешто? Ама ова не сум најавен, затоа е така. Значи, побарајте на Play Store на вашиот мобилен уред, Matigon, и инсталирајте апликацијата. Исто така и на вашиот мобилен телефон. Знам дека може, еве овдека има прикажано, имам инсталирано и може да се инсталирате на вашиот мобилен уред, без разлика дали е тоа iPhone или Android, или телефон, или таблет, или iPad, не е битно на што. Но напоменам одма дека верзиите на можностите што ви се на веб, како што сега овдека го гледаме, се многу поголеми од можностите што се нудат
ако ги разгледувате истите тие на апликацијата на Android или на iPhone. Можностите што се нови што излегуваат, ќе ги гледате на веб верзијата. А тие што ќе ги гледате преку апликација, уште еднаш повторувам, ќе бидат лимитирани. Еве сега вака. Ќе почнем прво најавување. Значи јас ќе креирам, можеме да изведиме sign in или ќе креирам нова сметка. Ево дека ќе креирам ученик, значи ќе изберам некој месец, еве 11.11.2011. Сега, можам да кликнам continue да продолжам, ама можам јас сега да го напишам и кодот од моето да проверам, тоа што рековте вие дека не може. Е сега јас ќе го копирам од чет кодот и ќе го додадам во ова оделение. Сега ќе кликнам Microsoft. Ќе се обидам да се логирам како ученик. Значи ова се двата акаунти што нашите администратори ни ги направија. Ево го и сега ќе го логирам ученикот. Значи ако јас успеам сега да го логирам, значи и вие ќе можете да го направите тоа истото во еве го. Значи јас сега го логирав ученикот во оделението. Тоа што го прикажував претходно. Значи постапката е толку едноставна. Гледате во овој дел овдека дека наставникот кој е или родителот на ученикот, во зависност тоа, и можеме да додаеме нов код. Во овој дел горе десно, првата опција е командната табла на ученикот, што ја гледате. Втората опција е подесување за сметка. Тука може да си го промените. Оствари гледате тие што се сиви нема да можете, можеме да ја промениме земјата, доколку сакате. Можеме да го апдейтираме профилот. Потоа имате долу да избришите, да се избришат сите податоци. Напоменувам, кога ќе ја претвориме оваа ученичка сметка во наставничка, сите податоци се бришат. Или пак ако наставничката сметка ја претворите во ученичка, секако наставник ќе ви биде избришан. Можеме да го промениме јазикот доколку сакате. Еве сега ќе го променам да видите дека како ќе изгледа на хрватски, веќе е сето преведено. И можеме да се одјавиме. Нека остане како што е. Сега јас овој прозор ќе го тргнам. Сега ќе го прикажам во мојот прозор. Јас сум сега најавен како наставник. Ево овдека. И сега забележувате дека моментално во бинарот моето оделение има 38 ученици. Сега, овие се сите ученици во оделението кои што сега ќе работиме во текот на вебинарот на активности. А разликата помеѓу сметката на ученик и сметката на наставник е следната. Ученикот ги има скоро истите можности како и наставникот. Најважната работа и богатството на апликации, ќе се изненадите, се крие во делот полипат. Во делот полипат ова е почетното поле, односно канвасот, површината за работа за ученикот. А тоа, како наставник, е следното. Имаме во целото поле е поделено на 3 делови, стари на 4. Горе на површината, каде што десно се наоѓаше менито за наставникот, имаме логото на програмата, која што со кликнување тука ве враќа секогаш на почетокот, каде и да се наоѓате. Имаме полипат, односно тоа е таблата каде што ќе работиме. Сега имам прашање, ама ќе го одговорим од Ангелина нешто покасно. Имаме курсеви, активности и лекции за кои што ќе зборуваме и што кријат вистинско богатство, направени преку 150 лекции, курсеви и активности за секое ниво на образование. Потоа, од десната страна, ќе почнем од кај што има помалку, од десната страна, првото поле е да појдете на целосен, на full screen. Јас секогаш така работам, затоа што кога би го работеле на смарт табла, на тој начин целата смарт табла ќе биде полна. И ако јас кликнам од левата страна и затворам се, замислете сега да имам напишано нешто или да пишувам, ќе пишувам на огромен празен бел лист. Целата ова површина ми е спремна за манипулација и за играње. Двете стрелки се ундо и реду, ако направиме грешка. Третата ни е мрежата во која што ќе пишуваме. Може да биде точки,
може да биде уште поситни, може да биде како ISO мрежа, може да биде на помали квадрати, може да биде поголема, на поситна може да бидат на мали триаголници. Но најчесто или ќе ја работите на ситната мрежа, каде што се по 10 и по 50, значи големиот вака квадрат е 5 по 5, 25, зависи од вашите потреби, или најчесто ќе работите со бел. Исто така забележувате, имаме повеќе опции. Ако имате таблет, во кој што ќе пишувате или пишувате на смарт табла, а во која што има пенкало на не, за да не пишувате со прст, задолжително уклучете втората опција. Затоа што со тоа покажувате на апликацијата дека ќе користите помошно средство за пишување. Ако искористите првата, ќе имате поголем контраст на боите, тоа многу не решавата зависи од квалитетот на LCD проекторот. А третата опција е за криење на плочките, но тоа за сега не ни треба. И последната е многу битна, сина опција, во која што ако залутате во тоа што сте го правили, и тоа е долг листот, ако кликнете тука, секој ќе ја врати на почеток. Делот што е со клучеви, ви се прикажани сите можни опции што ги имате. За ова ќе зборуваме покасно, може би и на крајот, затоа што може да ве збунат сега. Во делот за прашалник. Напомнувам дека сето help, сета помош ќе биде на англиски, но ако ја промените горе како што зборувавме на почетокот, можно да биде и на хрватски. Ќе зборуваме нешто покасно за тоа. Се што ќе сработите може да биде извезено како слика во 3 различни формати. Потоа имаме опција за зумирање, за одзумирање и пренесување на канвасот било лево-десно. Долу, во долниот дел, имаме стрелка со која што избираме, имаме пенкалце со кој што ќе пишуваме, потоа имаме четка, хайлайтер и ленир за прави линии. Потоа имаме опција за цртање прави линии, еве вака. Бидејќи јас ја уклучив овдека опцијата, се сеќавате, цртам со рака, и затоа така испадна како да е цртано со рака. Можам да нацртам и круг. Вака што е нова опција од пред непол месец. Можеме да нацртаме и правоаголник, со влечење на диагоналата. Исто така можеме да измериме агол. Таа точка и оваа точка овдека ќе ни го даде агол. Значи ова се опциите за агол. Потоа, опцијата е сега да го покажам од зумирањето и пренесувањето по канвасот било каде. Значи со последната опција со триаголниците се придвижува целото поле на местото каде што ни треба. Сега, ако го изберите полето со буквата Т, вие можете да пишувате текст. Значи, забележувате, може да биде на кирилица, може да биде на латиница, може откако ќе го напишите текстот, забележувате дека има две, и сега бидејќи е мало, морам да го зумирам ова, или да го зумираме целата слика, или пак имаме опции за болд, италик, подвлечено, зголемување на текстот, до ниво кое што сакаме, потоа намалување на текстот, можеме да го копираме истиот текст, можеме и да го избришиме. Исто така, имаме и дополнителни опции. Да биде од озгора, да биде назад позади се, можеме да му ја зацврстиме позадината, да не можеме да го движиме лево-десно, или да го заклучиме, или да го направиме невидливо. И сега, многу добро е опцијата што се наоѓа на крајот, тоа како со топурчешто. Ова опција моментално кај мене е исклучена и сите овие алатки се одоздолу. Ако ја приклучам опцијата, тогаш со секој избор што го правам, ова мени зависи од изборот и се појавува на местото кај што ќе го направам избор. Забележувате. Еве, автоматски бидејќи е кружница, ми кажува да нацртам тангент. Еве во оваа точка. Ова е прекрасна опција за тие што предаваат математика. Еве. Текстот што е напишан, можам да го избришам, ќе го кликнам него и ќе го избришам. Значи, кога ќе направите акција, на било што менијата се променуваат. Ќе бидат најразлични во зависност од алатката и опцијата што е избрана. Потоа имаме равенки. Можете да пишувате равенки. Равенките, забележувате, може да бидат дропка, степен, квадратен корен. Еве јас ќе напишам обично дропка
1/3 плюс 3/4. Или ајде плюс 3, не е битно. Сега, кога ќе го кликнам плюсот, бидејќи ова е многу мало, јас ќе го зголемам. Ова опција што ја гледате од оздола е нова. Отпред недела дена, секој израз што ќе го напишете со помош на дел од формула, автоматски го пресметува. Но, освен што го пресметува, вие може и ова да го исклучите. Затоа спору дека ќе работи. Ако не сакате учениците, кога пресметуваат, веднаш да го имаат резултатот, појдите до вас што се како клучеви и во делот за првиот дел кај карактеристики имаме во третата група предпоследната. Кој ќе го исклучам тоа, ќе кликнам Save, резултатот веќе го немам. Значи учениците може, значи ова е добро за вас како наставник кога ја подготвувате задачата, за да го имате решението. Ќе видите после како да го направите учениците. Но не е добро за учениците кои ќе направат некој израз веднаш да го имаат решението на изразот. На тој начин, со кликнување на Evaluate Equation, вие можете да го приклучите или исклучите. Сега нека стои како што е за да го прикажам. Значи ова е за делот. Потоа имаме Eraser, значи ќе избришам се што напишав. Еве вака, ќе оставам само равенката. Потоа имаме делот да прикачиме слика. Еве, јас ќе го прикачам смајлито и ќе ги прикачам логовата. Опа. Може и ги избришам затоа што има гума избришан, отворен. Сега ќе го прикажам само. Еве го. Можеме да го намалиме, да го зголемиме. Се што е од компјутерот, например, еве сега, ќе сликам нешто од компјутерот и ќе намоставам. Само што го сликав од компјутерот, еве сликата. Значи, било што ќе копирате од вашиот компјутер, може да го ставите тука како манипулатив. Било што од било кое место во компјутер, еве, например, дали од ова што го гледате овдека, ќе направам во моментот слика, и еве го тоа истото како манипулатив е тука на место. Еве ќе го избришам. И при тоа можете да знаете дека во секое време може да промените боја на било што. Дури ако сакате експерти со бои, можете да си поиграте со тој дел. Значи на тој начин и покажавме десното и долното мени. За крај го имаме најважното мени од сите овие, а тоа е менито од сега во случајот лево горната страна. Каде што се триаголникот, квадратот и кругот, се кријат богатството на алатки на матиган. Сега, ако сакате да избришите се да работите на празно, доволно е да појдите горе на рефреш, ќе ви праша дали сакате да избришите и сега се бриши. Сега, веќе 33 минути поминаа, а допрва почнуваме со играњето. Можеме да зборуваме и 3 часа на мноштвото на алатки што ги има тука. Јас сега ќе се обидам од моето искуство, тоа што го работите на училиште, пред се во деленска настава, да прикажам некои од, според мене, најинтересните, кои што учениците ќе ги научат. Исто така да напомнам од искуството со моите колеги на училиште, морам да напомнам дека и мој совет е, дозволете му на учениците да играат. Изгубете еден ден, можеби, 2 часа, 3 часа, со тоа што ќе му ги дозволите алатките на вашата смарт табла на училиште и верувајте дека учениците ќе станат експерти во тоа што го работат. Па ако и дома го пробаат и му го дадете како активност, тогаш за недела дена нема да има алатка што нема да знаат да ја користат. Почнуваме со геометрија. Забележувате дека во геометрија одма десно имаме прашалник. Ако нешто не ви е јасно, ќе кликнете на прашалникот и ќе добиете лекции, видеоупатства за тоа како се користат сите алатки во овој дел. Овие упатства, гледате, потраат по 20, 30 секунди, 50 секунди и нема зборување. Тука е практично прикажување на секој од овие алатки. Ако некој сака да истражува слободно, го повикувам да појде таму. Сега, одиме во делот на полигон. Имате, видете, многу форми. Еве формата. Карактеристика на овие форми е следното. Што формите не можете да ги променувате.
мора формите да останат вакви какви што се дадени. Тоа значи дека вие оваа форма не можете да ја зголемите или да ја намалите. Единствено што може да направите е да ја ротирате. Или, ако сакате, да ја смените бојата. Ова се боите. Значи, забележувате се сите форми што некогаш би ви требало. Сите видови триаголници. Сега, во најдолниот дел, ова е додатокот пред недела дена, во кој што имаме правоаголник, кој што се разликува од сите претходни, правилен многоаголник, и може би најдобрата форма, што 90% од времето е користам, слободната форма. Откако ќе ставите било каква фигура, забележете што правите. Кликнувам на формата и таа се појавува. Ако не сакате така, можете да кликнете и да ја излечите. И ќе ја добиете во полето. Забележувате, со секое кликнување на било која форма, имате дополнителни опции. Можете да ја избришите, да ја копирате, да ја одсечите, или да ја избришите комплетно, или да имате дополнителни опции. За секоја од овие форми. Убавината на овие форми е тоа што ако ја приклучам мрежата, овие, гледате, форми се лепат како да магнет да има на линијата. И секоја форма правилно се прилепува за секоја друга. Зато се така направено. Ево. Ќе направам некаква форма. Не е битно. Са можеме да си играме со учениците, да си правиме сега триаголник и така натаму и така натаму. Сега сакам да ги напомнам оваа форма за правоаголникот. Уствари, како можете да копирате повеќе? Кликнувате и влечите само. И автоматски ги селектирав сите. Сега можам сите да ги поврзам, сите да ги превртам. Сите можам да ги спојам. Тоа што може да се спои, тоа што беше споено стана една форма. Гледате, сите стана од друга. Можам да го сврзам како мрежа, ама тоа не е веќе возможно. Можам да ги копирам уште еднаш сите форми што се направени. Можам да ги избришам. Сега ќе ги избришам сите, ти не ни треба. Ќе ги оставам тие што реков дека се најнови и најдобри во моментот, затоа што со помош на оваа црна точка во десниот агол можам да направам кога сакам правоаголник. Што всушност не беше можно со претходните. Со правилните многоаголници можам да направам до 18 аголник, а најмал може да биде триаголник. Форма што ми треба. И тоа правилен многоаголник. И сега најубавата форма, според мене, е со влечење на црните точки си правите каква сакате форма. Ако сметате дека некоја точка ви е повеќе од потребна или не ви треба, кликнувате на точката 2 пати и таа точка се губи. Ако сакате да добиете нова точка, кликнувате на црната линија и добивате нова точка. Сега, јас ќе се обидам да направам нешто така. Ваков некој четириаголник. Затоа што, не знам дали знаете, ама овие ваквите четириаголници секогаш може да се направите салација со нив. Вака. Кога ќе направите формата што ви треба, што ја сакате, вие, ако кликнам Fix Vertex, таа форма останува фиксна. Веќе не можам да ја променам. Исто така, ќе покажам нова, можам да ја пресечам формата. Сега, што значува да ја пресечам? Забележувате, покажувачот се промени во плюс. Направам коса хоризонтална линија и јас сега добив две различни форми. Кои што се добиени. И сега замислете какви се опции можат математички задачи да се направат од истата форма, и знаеме дека е направено од една иста. Исто така можете да ги селектирате двете и двете наеднаш да ги пресечем. Сега добиваме нови делови. Ова може да го правите со секоја од формите. И сега со оваа форма што ја направи, големата форма,
Можем да ја пресечам. Сега ќе ја копирам и оваа форма, да видите што ќе направиме со неја. Ќе ја ротирам и ќе ја залепам една врз друга. Сега овие две форми ќе ги копирам и сега со овие две форми можем да си направам каква сакам голема форма. Со само повторување. Значи можем да направам тесалација. Можеме да ги поделам, можем да си играм со овие форми во зависност од опциите што се. Но верувајте, ова е само почеток на тоа што можеме да направиме. Потоа имаме пентомината, тетромината, по линијата што се во тетрисот. Кликнувате на формата и ја добивате истата во вашиот канвас, во вашето поле. Може да направите колку сакате од овие форми. Може да направите игра со ова, со вашите ученици, така што секоја форма ќе биде бројка, па како ќе се наредат за да се избрише ред и така натаму и така натаму. Танграмите, веќе да не повторуваме, сега ова што го направивме, ќе направам рефреш, за да се избрише. И сега, еве го танграмот. Забележувате се, кај танграмот има овдека дополнителна опција, кај што има научете повеќе. Штом имате ваква икона, може да имате, сега ќе кликнам, за да видите какви се други алатки има по Матигон. Забележувате долу. Има преку, мислам, 48 различни форми, што може да стојат како активно за учениците. Основни животни, геометрија, еве многу комплицирани. Еве, например, како учениците да го направат ова. Сликата што гледат, учениците треба да ја направат во Матигон. Има најразлични опции, да се спреврти, да се обои, да се даунлодира, како активно за да му се зададе на учениците и така натаму и така натаму. Значи, може едноставно да ги излечите секој од полињата, од танграмот, за да не заборавам некој, и како активност да му речите на учениците да го состават почетниот квадрат. Тоа не е баш и така лесно. Имаме најразлични дизајни, еве имаме петаголници, специјални видови, еве ги тродимензионалните тела. А убавината кај овие тродимензионални тела е што можеме и да го отвориме. Еве да го и затвориме. Можеме и да го ротираме. Да видиме како тоа ќе изгледа. Сам сложена форма избрав, не баш потребно, ќе изведам коцката. И еве коцка. Сега, како активност за учениците би било, дали може оваа коцка да се распореди поинаку, за да можам јас да добијам повторно коцка. Ајде да видим, ако го наместам овдека, дали сега ова распределба ќе ми даде коцка. Има многу едноставно. Fold net. И кликнам и еве го, повторно добив коцка. Учениците може да си играат и да видат зошто сега овој дизајн поинаков од првиот повторно ни даде коцка. Дали постои друг ваков начин? Знаеме дека постојат 7 различни мрежи на коцка. Моделот на агломер, триаголник, шестер, тоа е посебно приказна за себе. Ќе отворим ново, ќе се вратам назад, тоа што овие се најнови додатоци, како ќе ги користим? Значи, ајде првин ќе нацртам некаква се фигура и учениците ќе добијат задача да го измерат, да го определат периметарот на оваа фигура. Сега бидејќи сакам да биде поголемо, ќе го измерам овака, ќе го зголемам, вака, за да биде повидливо. И сега ќе го свртам триаголникот до, се зависно од возраста на учениците. Ако се во второ делени, например, ова би било 6 cm или 60 mm. Ако било помалу, може да биде 59. Значи, учениците запишуваат колку е тоа. Еве јас би избрал, би запишал 60 мм. Тоа може да биде и во табела, ќе видите покасно и така натаму. Сега, изел овдека, би го наместил точка, забележувате како се лепат работите. И сега, ова е 4 cm и така натаму би измерил сите страни. Ако би требало да го мерам аголот, натре, зависно, четврто, петто деление ќе мериме и агли. Ќе го избришам ова. Кликнувате на било која форма. Штом добивате овие црните точки, значи вие сте спремни да мерите агол.
Се учениците многу често грешат која оска од овие да ја направат, ама ако му го покажете или ако тие пробаат, се обидат да го научат сето тоа. Еве вака. Го зголемуваме по потреба, колку што ни треба. Гледате линиите како се нулата, како е погоден. Забележувате дека овој аголот почнува од 0, овој аголот е 82 степени. Ама ако сакам да го измерам овој аголот овдека, вака, нема да може. Значи, за таа цел, за да го измерам овој аголот овдека, треба да постапам поинаку. Значи, учениците треба да го направат и тоа. Значи, сега овој, ќе го преместиме тука, сега ќе го измериме овој аголот овдека. Колку да покажеме, еве вака, и овој агол почнува од 0, и колку е тоа? 118 степени. Или 108 степени, не е воопшто битно. Сега ќе го скриеме овој триаголник. Еве ги опциите одоздол и ќе го избришам. Например, ако сакаме да нацртам, еве го сега, морам да го намалам, една од најдобрите и најнедостапните алатки во областа на геометријата е шестарот. Значи сега, забележувате имаме неколку точки. Една точка во која што го зголемуваме и намалуваме, друга точка во која што го движиме, значи таа е оваа точка тука, трета точка во која што го отвораме и собираме и го креваме, зависи кај сакаме. Ако кликнем на бојата, можам да ја променам бојата со која што ќе цртам. И како ќе цртам? Ето, ако кликнам, го движам. Значи, сега треба да нацртаме со него, што е главен проблем. Еве го. Значи, еве го овдека. Го превршив, само ја сега не можам да го нацртам. Ево, кликнувате на моливот и едноставно го вртите. Но тоа го правите по полека, забележувате дека некои точки не се направени како што треба. Сега можам да ја променам бојата на шесторот и да си ја нацртам розот. Еве овдека, забележувате се лепи. Ќе кликнам на моливот, ќе ја сменам бојата и сега ќе си нацртам друго. И така натаму. Ако сакате да поврзувате елементи, што веќе тука ги има, сега ќе го скријам. Сакате, например, овие две точки да ги поврзите, избираме опцијата за и гледате точките се лепат. Сега сакаме да измериме колку е долга, но не со овој триаголник, туку со триаголник. Забележувате, овој триаголник се мери од двете. Го зголемувам, го местам во оваа точка, оваа си го зголемувам и го издолжувам колку што ми треба за да го измерам. На тој начин ги користиме и овие алатки. Ова ни се шемите за уметност и така натаму, безброј опции имаат, небројани опции. Но ова е само делот за геометрија. Сега, ајде сега ќе направам една активност да ја споделам да видите како изгледа. Тоа ќе биде многу брза активност, ќе нацртам еден триаголник и ќе бидам како активност да се определи периметар од него. Значи, ќе нацртам со помош на оваа алатка еден ваков триаголник. Сега, бидејќи јас како наставник можам да ги определам димензиите, да ќе направам како задача. Значи, ова е 11,5 11,5 милиметри, ајде да го запишам. 11,5. Сега ќе ја измерам другата страна. Ова е исто 11, колку? 11,3. И уште последната. Се одам побрзо за да имате представа како ќе изгледа, но ова треба да го направите вие и да му го дадете. Ова е сега 10 точно. Ја направам 10. Сега зависи од возраста на учениците, можам да поверам решението да биде заокружено до најблизок цел. 1, 2, 3, 30 32,8. Значи, ако имате табла, може да пишувате со табла. Јас имам пен, само да не го отворам сега. Значи, решението е 32,8. Сега како ќе проверам дали учениците приближно го направили? Одам најдолу, кај игри и апликации, имам Question Builder, едно поле, кое што со прашалник. Ова поле, ако го извадам тука,
И овдека учениците треба да го пишат одговорот што јас како наставник сум го претпоставил. Сега можеме овдека да ги пишем должините на сите три страни, па секоја посебно, па да биде како збир, да проверам дали го направиле точно. Значи може да биде овдека едната, значи 115 милиметрите пишам. Потоа оваа колемина ќе ја копирам. Сега ќе ја променам, втората беше 113. Сега ќе ја копирам и ќе ја направам третата страна. Третата беше 100. Сега помеѓу нив ќе напишам плюс. Вака. Уште еднаш го копирав. Се требаше да го зголемам вака. И ова ќе го зголемам, за да се гледа. И сега на крајот само треба да пишам едно еднакво. Супер, не плюс еднакво. И сега ова што е еднакво, ќе го наместам на крајот. Сега ќе го зголемам. Ќе си направам уште едно копија од ова. И са овдека ова поле ќе треба учениците да го пишат резултат. А сега овдека како рековме 358. Сега, за да учениците не се залутаат која страна која, ама са не ни е тоа од интерес, можеме да напишеме која страна прва се очекува да ја измерат и така натаму. Откако го напишавме сето тоа, ова сега мене не ми треба, ќе го избришам. Алатката, ова ја не ми треба. Ова задача ќе ја споделам со учениците. Сега не пишувам ништо. Како се споделува активно со учениците? Одите во оделение, добив информација дека не ми е зачувано. Сега го делот во Files, имате опции. Горе на почетокот е името. Задача 1. И сега ќе си ја зачувам задачата. Мојата зачувана задача стои во мноштво мои задачи. Запишем. Потоа можеме да ја споделиме оваа задача. Еве сега, например, некој што не е логиран, кога ќе кликнам на Share, на Google Classroom или со овој линк, автоматски ќе споделам сега во чат. Значи, откако ќе ја споделам во чат, може на Facebook, на Mail, на WhatsApp, на Gmail, на било која друга апликација. И сега, со тој линк автоматски ја добивате оваа задача, но не е како училница. Со овој линк секој може да ја отвори оваа задача и ќе си работи на нез. Но, нашата задача е сега да му дајме на нашите ученици во нашето оделение. Како тоа ќе го направиме? Одиме во оделението и сега еве го, горе ќе бидат вашите оделенија. Во случајот, оделението за вебинарот. Ако кликнем на овие трите точки горе, ќе ги добиеме сите мои оделенија каде што јас сум наставник. Ќе го изберам тоа што ми треба и се што треба да направам е да кликнам Assign. Сега добив известување дека оваа задача е додадена на сите мои ученици. Еве сега да ви покажам што вие треба да добиете. Еве го ученикот. Ќе направам рефреш. Ќе појдам во датотеки и еве сега имам во книжница во веделот или assignment на ученикот и еве сега задачата 1. Кликнам два пати на нез, еве задача. Сега учениците забележувате, треба да ги искористат алатките, да ја измерат страната овдека, да го пишат решението и да најдат. Јас, например, ќе пишем нешто. Сега ќе изберам овдека, ова е собрано колку? 100, 200, 300, 22. И забележувате дека овој ученик само едно случајно погоди точно и што треба сега да направи ученик? Откако е готов. Откако е готов со задачата, ученикот треба да направи копија. Еве ова. Зачувај копија. Кога ќе ја зачува ученикот копијата, сега јас ќе појдам како наставник назад. Ова ќе направам рефреш. И еве сега ученикот е веќе добиена неговата копија. Сега, забележувате, долу има бои. Едно е зелено, другите се црвени. Тоа значи дека едно е точно погодено, другите се грешно. Ако кликнам, еве го, полето на ученик. Значи, вие што сега можете, слободно проверете дека ќе видите дека оваа активност ќе се појави кај сите ученици во оделението и оваа активност е достапна за сите, се додека јас овдека не кликнам
ново поле unassign и да ја повлечам ова активност за да може да, значи се додека стои како assignment, учениците ќе можат да ја работат исто. Многу е убаво вашите задачи да си ги групирате во фолдери. Ево овие не се групирани, видите како се лошо. Ако се групирани во категории или во фолдери се многу полесни за снаоѓање. За да направите фолдер, многу едноставно, кликнувате на ова првото поле, креирате на фолдер и да ќе пишам вебинар активности. Не знам зашто, ама секогаш грешам кога ќе пишувам овака. И сега да ја побарам задача 1, ја кликнуваме задачата и ја носиме во фолдерот што ни треба. И сега задачата е во овој фолдер. Веќе задачата е зачувана и ова активност ќе си стои. Јас сега ќе отворам, ако кликнам на ова второто копче до фолдерот, ќе отворам нов канвес, ново поле за пишување. Во најава е дека во наредната недела треба да се појави како опција цел фолдер да се сподели како да сподели задачата. Ја ќе кликнам нов фолдер и ќе одиме да продолжиме со опциите. Значи, ова е само еден дел од тоа што можеме да го направиме, гледам дека имам 56 минути веќе поминати, значи си закажуваме и наредна средба за да го довршиме се тоа. Во делот на броеви имаме бројни плочки. Ај сега најдобро ќе ви објаснам на одредена активност во која што имаме сега вежби со собирање. Ајде тие ќе ги. Ево. Еве некоја активност што сум ја направил како вежба за собирање. Соберете ги броевите дадени под ова, веќе е решено. И ако ја споделам сега ова, и ако ја зададам сите, забележете дека ова ќе бидат полиња што вие треба да ги пополните. Учениците сега треба со дадените полиња да определат збир. Нема напишано број, треба да искористат бројна тоска за збирот. Значи ги селектираат сите овие, ги наместат овдека, горе, ќе си ги селектираат овие, ќе си ги наместат на бројна тоска и автоматски гледаат дека е 12. Сега овдека истата. И селектираат сите наеднаш и еве го, имаме 16. Сега како ќе ги собираат овдека? Затоа што се во два реда. Сега ова ќе го свртат, ќе го наместат овдека. Имаме 7, ама по 2 е 14. Ова е 18. И едно 19. Но видете сега како е овдека збунувачка, затоа што до едно е линеарно, ама после имаме по 2. Исто така имаме активност со часот. Ова е 3 видови на часовници имаме тука. Ова е часовник што можам да го движам. Сега ова е така наместен, ева ќе го копирам само. Овој час со движење, видите, може да се промени како активност за учениците сами да си направат час. Се за да направиме активност колку е часот тука, одиме на истиот начин како претходно. Вадите ова поле и пишувате колку е сега часот. Овдека е 7 без 1 минута, значи 6:59. Напишував на кирилица 6:59. И сега имаме дополнителна активност што е тука. Значи ова е еден од начините со бројките. Еве сега друга активност ќе избришам, ќе направам. Ова ќе нема да го зачувам. Сега имаме операции со негативни броеви. Ајде да видиме ова. Еве вака. Ова е за повисоките оделенија, како учениците сами ќе си состават равенки и како ќе ја решат. Например, еве вака, од најлесно почнуваме па на потешко. Со користење на плочките што се дадени горе, се направи израз кој што ќе одговара, например, на -5 плюс 8. Сега, овие плочки се со минус, што ќе одговараат на негативниот, а овие плочки се со плюс. Убавината на овие алгебра плочки е во тоа што ако ги копирам овие, да го демонстрирам, ајде ќе го покажеме ова другото. Че ни требаат две од овие. Значи, овие сите ќе ги избришам, ќе оставам само две.
А од овие ми требаат 6. Значи, ќе наместам негативните и ми требаат уште 2. Ќе си ги копирам тие 2. И сега ги додавам другите 2. Сега, убавината, кога додавате спротивно и негативно, кој ќе ги поставам плюсот врз минусот, овие две плочки даваат 0 и може да се избришат. И еве го решение. Това е минус. Јас изгледа грешив овдека, значи мора да е минус 4 или едно вишето. Тоа да додај да видиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 има, затоа беше грешно. Еве вака. 0 и решението е сега минус 4. Или ова 10. Значи бираме овие, ги копираме. Видиме колку се 2, 4, 6, 8. Значи ни требаат уште 2. Еве вака. И си треба да одземеме 5. Еве ги овие 5. Ставам долу. Сега ги копирам уште еднаш за да покажеме како работа. Само овие долните одам во горе, тие се изгубуваат и решението на оваа задача е 5. И така натаму. Како што оди подолу имаме се потешки, задачи што се со поголеми брои. Идете овде. Го селектирам и го носам врз ова вам. Сето што е спротивно, автоматски е 0 и еве го одма решението. Без разлика дали е позитивно или негативно. Еве друга задача со поплочување. Например, колку црвени квадратни плочки ќе ви треба да се поплочи тревник. Сега, ова задача може да биде од второ оделение, каде што учениците ќе си бројат. Опа, грешка. Ќе ги копираме и ќе си ги поставиме и само ќе ги изброиме. А ако сакаме пак да видиме колку е, можеме искористиме дел од опциите. Вторувам дел од опциите. Number line. И си ја поставам бројна оска, каде што ќе гледам големината. И овдека секој ќе си поставам мрежи, ама помала мрежа. Еве вака. И овој целиот дел ќе го поставам да биде, гледате, на две квадратчиња. Значи имаме чекорот е 1. Ако кликнам овдека, ширината е 2. Значи на секој две квадратчиња. А сега таблата е, бројната оска е на секој едно квадратчиње. И сега можеме да ги зброиме овие двете, затоа што ако треба да броиме, можеме да искористиме и еве 10. Ова е 10. Можеме да искористиме ова. Ова е 10. Тако број. Значи горе се 20. Можам да искористам сега да видиме дали се 10 долу. Ќе поставам овдека и ќе го свртам. Еве вака. И ќе видам дали се долу 10. Не се 10. Значи ова се помалку од 10, треба сега да видиме колку се помалку од 10. Тоа се 2, значи можно да се 8. Ајде да видиме. Сега, значи ова е 20 по 8, 160 е плоштината, па ќе видиме колку е плоштината, па ќе поделиме и така натаму и така натаму. Имаме мрежи, еве тие што ги видовте за броење. Различни. Имаме бројни карти. Убавината на бројните карти е, видете што? Гледате само позитивни броеви, но ако сакате негативна карта или карта што ја нема, кликнувате во овој дел овдека, пишувате минус 25 и ќе добиеме црвена карта со негативен број. И сега ќе пишам минус 8. Значи можете да си пишете каква карта ви треба во зависност од вашата активност. Но видите се што е убавината на овие карти. Ако однесам една карта врз друга, автоматски се собираат. И сега збирот на сите карти што ги направи, случајно се погоди дека е 0. Бројната оска, ја видовте, но еден дел од незе е најновиот додаток, а тоа е чекорот при броењето. Што многу често ни треба кога учиме таблица. Значи, го зголемуваме или го намалуваме. Го кратиме чекорот или го продолжуваме во зависност од потребата. Сега внимавајте, ова може да биде многу интересна задача, затоа што можеме да го промениме чекорот на бројната оска. Може да биде вака. Може, ако сакаме бројната оска да ја направиме наместо 2, да биде 3. Можеме, например, да нема една поделба, туку да има 4 поделби помеѓу една. Во зависност од потребите можеме да правиме
што ние во тој случај посакуваме. Забележувате како може да одиме. Да повторувам, ова може да биде и со дробки. Еве, например, четвртини. Сега оваа оска ќе наместам на четвртини. И ќе бројам по четвртини. Ако сега сакам да споредам, например, еве ќе земам осмини. Еве сега по осмини одат. Еве сега ќе земам 12-тини, например. За убавината кај овие дробки, што го нема никаде на друго место, и требаат зидови од дробки, па сечење, па лепење, па не знам што уште, видете сега што може да правите. Со црната дамка ги криете овие. Колку што ви требаат обоени да бидат. Не сакате цело, можеме да земеме 3 12-тини. Еве сега истото овде го правиме. Например, ќе земам јас 4 осмини. Ако сакам 1/4, земам само 1/4. Не е тоа се. Ако сакам ова, можам да ги поделам плочките и да си земам 1 осмина. Ево овде. И ќе ги поделам овие плочките и ќе си земам 1/12. 1/12 вам. И сега, ова што е четвртината, што беше, видите во оваа опција, јас ќе изберам да нема никаква ознака. И сега ова ќе ја вратам назад. Back, еве вака. И сега ќе поставам прашање, која е вредноста на црвената дробка. И ред други работи кои што може да се направат на различни начини. Забележувате кај дробките горе, секоја дробка може да биде прикажана и како дробка, и како процент за 5 тој поголем, дури може да биде и како децимален број. И може во еден исти израз може да ги измешате секоја од тие изрази. Дури и овдека во прозорецот може да изберите да бидат во децимални броеви или во проценти. Не само тоа, туку може да имате и кругови. Еве, например, цел еден круг. Во него ќе направам јас шестина. Забележувате колку убаво се лепат овие. Еве сега ќе направам четвртина. Сега ќе земам една десетина, што ќе го свртам вака и ќе го наместам овдека. Ова ќе го копирам, што сега карикирам, може да биде било што овдека. Сега можам да речем учениците каков е делот што не е обоен. Значи, ова е само дел од тоа што го можеме да го направиме. Ова е активноста со помош на дробки. Сето ова се наоѓа во броевите. Сето ова е во делот на броеви. Делот за прости броеви сложени, тоа е за повисоките деление, ќе го оставам понатаму. Но табелата стотка ќе објаснам, веќе час и 8 минути, уште 10 минути ќе завршиме. Ќе отворам нов документ, нема да зачувам ништо. Многу е битно, ова сакав само да ви прикажам. Не тоа, туку мрежите. Табелата стотка, што ја користиме секогаш. Можете со моливот да пишувате врз неа. Но ако сакате, видите што имате опција. Ако кликнам два пати, селектирам една боја. И долу имам опција. Изберете ги сите содржатели на 4. Ако изберам сега, например, кој? Еве, например, 6. Ќе ги изберам сите содржатели на 6. Можам и да ги обојам. Сега, ако изберам 3, ќе ги изберам сите содржатели на 3 и тие ќе ги обојам во друга боја. И така натаму, и така натаму. Може да ги користите за броење, може да ги користите најразлични операции. Овдека имаме операција собирање, може да се променат насоките. После овдека имаме мрежи за множење, може да се зголемуваат или да се намалуваат. Можете дури исто, како во Кембридж учебниците, еве ги табелите за множење. Ова е 10, сега како активност, ова е кој број со кој број помножен. Како ќе определат учениците кој производ овдека прикажа. Значи горе ќе си земам ленти сега. Ова е 10, еве вака. Ќе го копирам ова, че ова е 20 и ова е 3. Еве сега 3. Значи горе е 23,
долу е 10 и уште 2. Значи сега производот колку е? 100, 200, 20, 240, 246. Производот на 23 по 12. 246. На овој начин може да се играте со бројките, со учениците, за да направите најразлични активности. Во делот со алгебра, ама јас ќе ја спомнам, делот со алгебра, плочките кај што беа кецот и минус кецот, кои што се собираат, но ако сакате да воведите алгебра, можете и x и минус x, кои што ако ставиме едно во друго, исто како предходните, се поништуваат, даваат 0. Тука можеме да правиме и квадрати и што сакаме. Но еден дел од овие две е многу практичен. И на овој дел се вагите, во кој што може да си правите најразлични задачи со учениците. Например, избериме сега такво нешто. Изберам, ставим не тоа. Сега, што и да ставите на вагата, а е бројка, буквално се може да ставите на вагата. Можем да клавам и, например, барам некои други бројки, например, еве и овие. Значи, што и да ставите од вид на бројка, еве и ова овде, можем да го ставим. Во оваа вага сега може, како активност, например, можеме да ја балансираме. Редев било што во неза, а можам и да извадам сега од неза, и да направам активност од оваја, например, еве вака. Со учениците, ќе го тргнам ова. Сега ќе правам задача во која што триаголникот ќе ми вреди 8. Сега ќе ја копирам вагата, ќе направам нова задача во која што учениците треба да определат колку е, например, триаголник. Ако знаат дека овдека нели триаголникот беше 2, како задача на учениците. Значи ова сега можеме да го направиме, или колку треба да се дополни на левата или на десната страна за да се направат. Сега ќе споделам една активност со ваги. Дропки овдека се направени. Сите овие ќе ви ги споделам за да ги имате за операција. Еве равенка. Ова е многу тешка равенка. Не е за... Еве равенка со слика. Еве вака. Ова равенка може да се пробате. Сега ќе ја споделам со вас со сите. Че треба да најдеме колку е смајлето, а колку е кучето. Ако 3 смајли и 2 кучина се 65, а 2 смајли и 1 куче е 36. Ќе споделам уште еднакво случање колку да видиме за собирање. Еве имаме равенки овдека. Еве воведни равенки, за да ги имате сите. Овдека многу едноставно и ова ќе ја споделам, за да имате. Од учениците овдека ќе се очекува, сега ќе го зголемам ово. Учениците како активност овдека се очекува да додадат што сакаат, а има бројка за да вагите бидат во равнотежа. Значи овдека треба да знаат дека се 10, а овдека се 3, значи учениците треба да додадат 7. 7 може да бидат овие 7. 7 може да бидат и овие. Само да видам кој се ова е 7. Може да додаде карта 7. Може да додаде ова да е 7. Че се што е број може да биде додадено на овој начин. Сега оваја е 23, а овдека имаме 6. За колку треба да се додаде за да се добие исто. И така натаму, како активности за учениците. Има уште толку многу што може да се зборува, а времето е толку многу кратко.
Имам само уште една многу интересна активност, како може би треба да е почетна, ама јас сега завршам со незе. Овдека ќе ја најдем, ајде. Во делот за активности ги имаме сите активности што може да ги истражувате. Во делот за лекции, да ви го покажам тој дел, е библиотеката од сите можни активности и лекции, кои што се дадени, од кој облик се, каков е нивото на побарување од нив со учениците и така натаму. Сега оваа задача, ја прикажам, некои од моите колеги ја знаат, но повеќето од вас не ја знаат и ќе завршиме со тоа како многу интересна активност. Што се состои? Имаме карта сега, тука карти, ги селектирам сите карти и ги редам картите и ги превртувам. Ќе ги измешам сите карти, еве и уште еднаш. Ќе влечам карта. Идејата е оваа карта да ја наместам во вагата, ќе отворам уште една карта, ќе ја наместам овдека. Сега, идејата на задачата е, ова овдека се коцки. Идејата е, со помош на коцките, со најмалку можен број на обиди да ги откриете картите. Ќе веќе пробаме. Значи, имам на десната страна 10, тоа значи дека картите се повеќе од 10. Повеќе од 13. Повеќе од 14, тоа значи ми треба уште една карта. Или пак, овие помалите, ќе ги вртам. Опа, веќе е колку? 9, 12 и 6, 18. Значи се повеќе од 18. Ајде да видиме сега. Повеќе, помалку од 15. Ајде сега да видиме дали се од 13. Значи, ова треба да е некој број. И ова како активност многу интересна. Да видиме кои се картите. Во интерес на времето, значи 14. Секој обид треба да се бележи во овој овдека дел, за да знаеме колку пати едниот или другиот го направил тоа. Значи имаме толку уште многу што треба да кажеме, а времето не прегази. Јас мислам дека е доволно. За сега па оставам место да кажете, да прашате нешто во врска со ова што беше презентирано. Еве сега, приклучувам микрофоните на сите. Еве сега тоа одма ќе го одговориме, затоа што јас бев логиран како ученик. Ќе појдам по подесувањата. Не тој дел. Овој дел ми се чини дека беше. Сега видите, проблемот ме е јазикот, не можам да се снајдам на хрватски. Account settings, еве го вака. Имаме, сега треба да избришам ова сметка, за да појдам на сметката како наставника. Зошто не можам овдека се? Еве го, ова update профил. Delete man. Овдека требаше да се појави опција за да го избришам. Ајде сега да пробам да се најавам како друг. Мислам дека мора да може. Еве вака сега. Ќе се најавам како друг ученик. Еве така. Значи на тој што беше најавен при почетокот. Тој што го имаше на видеото. Еве вака. Сега се најавувам како ученик. Еве како наставник најавам грешка. Account settings. Еве се. Овој наставник
Сега ќе сменам сметката во ученик. Еве, сега ќе се обидам да се вратам назад. Али ќе добијам дозвола. Еве. Добијам дозвола како ученик сум сега да ја префрлам сметката како наставник. Без проблем тоа може да се направи. Во било кој момент секој може да се префрли од наставник во ученик, но внимавајте, се што било сработено со едната сметка се брише. Тоа е прашањето од Ангелина, ми се чини. Поздравление од мене.